фирми да вложат во народна музика. Па тоа. Од опинци дошле овде, па се покондуриле, ја ќе кажам некои бизнисмени што ги знам. И сега тој слушат само джез. И види, од гајда... Како да се сраме, а досега од се тоа своето македонското. да си ги покажат опинците, тоа е. Кога ми се случи да почнам да пеам, тоа беше во еден ресторан со нашиот другар Коки Коцев. И сега како да кажам јас дома дека воопште почнав да пеам. Значи прво се криев од татко ми дека пеам. Видеше така малку построг тип и кога му кажа, викам јас, добро, ајде да ти кажам, тато, дека ја почнав да пеам. Кој почнав да пеам? Абе, почнав да... Како ма ти да пееш? Никогаш уста немав отворено, затоа што секогаш сите тие околу мене пеа, а јас бев забавувачот кој што свири. Да. А никогаш јас да пуштам глас и да пеа. Да видат дека уопште имаш таков потенцијал. И нема да му ги заборам тие зборови кои рече: слушај, чекај ја прво да дојдам да видам, да чујам, немој да ме бругаш и мене и себе. Во денешното издание на Равенка за успех имам мои двајца драги гости кои одамна ги немам сретнато во студио, вака надвор сме се сретнале, меѓутоа вака во еден амбиент студиски не сме позборувале одамна, има што да кажат секогаш и они се луѓе кои навистина можат да зборуваат за Равенка за успех. Зуица Лазова и Наум Петревски тука се со мене и мене ми е навистина задоволство што ќе се видиме заедно во овие наредни 60 минути. Има што да кажете она што го кажа Равенка за успех, кога е во прашање успехот за вас не беше толку тешко, зашто така талентирани личности веројатно поедноставно стигаат до успехот. Така ли е? Па, не би рекол да беше дека е така. И јас имав потешко така искуство дека сепак од подалеку од Скопје. Да, од каде што се сите збиднувања. И баш као во Струга немав ни музичко училиште. Да, тие околности знаат да ја отежнат. Така, музиката самок сум јас почнав од 4-5 години сам да си свирам на армоника. Така и се научив. Да. Само со талент. Интересен ми беше фактот, извини што ќе те прекинам, што на таков талент, еве кога збориме за успехот, ти зборуваш дека си имал трема. Знаејќи дека толку можеш и дека е тоа беспрекорно, зошто имаше трема од јавен настап? Па добро, таа трема се разбиваше, меѓутоа кога почнав со тие училишни представи, фолклорни друштва, полека веќе почнуваш да се пресрамуваш. Ама ми беше срам да пеам, да свирам, не ми беше толку срам. Али за пеење до 18 години само в купатило. И после војска исто свирев, до војска во Јана биша, во Лесковац бев. И ме спазија дека свирам, супер, ама не знаеа дека пеам. И имавме армиско такмичење. И пеачот ни се разболе, ларингит, нема кој да пее. И викам, јас ќе пеам, и ове сите вако. Од каде се? Од кај се? Кога почнав да пеам вака ти армониката, оставе друг, ти само ќе пееш крај го. Бога ме, да. И таму почнав. Штета би било да не си запеала, ма гледаш, пак има нешто што се вика судбински моменти, се случило не случајно, за да дојде до израз талентот. Уникатен. Зуица, за тебе специфично и карактеристично дека почна со еден инструмент што не е типичен за жена. И тоа не спојува. И тоа ве спојува. Армониката прво. Да. И поздрав до сите што не следат. И тоа не спојува хармониката прва, не е толку пење. Интересно, можда и не сум ни спомнала што вака меѓу нас сите си знаат, ама јас кога почнав да пеам, тоа уствари никогаш во животот не сум ни сонувала дека некогаш ќе ја имам и таа професија како пеач. Секогаш беше хармониката. Сите секции училишни да, ама хармониката на пиедестал прва. И кога ми се случи да почнам да пеам, тоа беше во еден ресторан.
со нашиот другар Коки Коцев. И сега како да кажам јас дома дека воопште почнав да пеам. Значи прво се криев од татко ми дека пеам. Видеше така малку построг тип и кога му кажа, векам јас, добра, ајде да ти кажам, тато, дека ја почнав да пеам. Кој почнав да пее? Абе, почнав да... Како ма ти да пееш? Никогаш уста немав отворено, затоа што секогаш сите тие околу мене пеа, а јас бев забавувачот кој што свири. Да. А никогаш јас да пуштам глас и да пеа. Да видат дека уопште имаш таки потенцијал. И нема да му ги заборам тие зборови кои рече, слушај, чекај ја прво да дојдам да видам, да чујам, немој да ме брукаш и мене и себе, да вид, никогаш не ми има слушнато. Ни остана згранати со мајка ми, онака, како сега ти ќе пееш, бе, чекај, ти не ти слушна зелено светло имаше? Ти свиреш. Да, со една напомена, никогаш да не го прекинам тоа што го почнав да го работам, значи, и што сум вложувала во хармониката и така натака, значи, да си ја гледаш хармониката, работата, и тоа им беше прво. Ама видиш, и тоа ти останало, ти си за тоа си страна и како педагог, како човек кој работи со деца и со инструментот, и со водителството, и со пеењето. Колку ние и да се надоградуваме, тоа некои насоки кои ги даваат родителите остануваат меморирани и врежани. Како некој аманет ми беше, тие беа живи и здрави. Тогаш кога го почнав јас и пеењето, меѓутоа никогаш не ми текна да се откажам од хармониката и од наставник по хармоника. И паметно, значи родителот знае што да му посочи на детето, дефинитивно. Може би не секогаш, ама треба да се трудим. Да. Оној почеток, да кажеме, од детските денови, твоето појавување, нели, со инструментот, па подоцна, значи првото сценско појавување беше на 6-7 години во Ватрослав Лисински во Загреб пеев. Баш малечок. Да. Како клинец. И композиција на мајка ми беше тоа, пошто мајка ми беше и просветен работник и направи едно културно-метничко друштво со лазарски тие обичаи наши струшки. Струшка носија, значи лабуништа вевчани Дримковскиот крај. Баш убаво. Многу убави носи. И направи така бевне на смотра на фолклор во Загреб. Колку беше тоа една недела, мислиш. И таму прва запеавме со сестра ми заедно. Замина Јово, Партизан. Таа беше напишана за братот дедо ми, што погинат ја. Шибалистите го имат заклано во село Србица, Кичевско, како курирче. Млад на 18 години. Жално. И мајка ми по тој повод ја напиша баш таа песна. И ја изведовме таму и снимките уште ги чуваат во Хрватска. Стварно? Да. Баш убаво. Па ти треба да си земеш некаква таква документација. После војската, малку имав таму, нели, со групата бев шеф на оркестар. Дојдов на идеја да си направиме со еден другар мојар хармоникашо струга, Тошо Мареновски, да оформиме групичка наша, млади дечки се. И така Аце Дуа Флеш, што беше во Дуа Флеш, тој не беше прв сајзериста. Илче ми беше бубњар, што сум му јас кум сега. И многу млади дечки беше сите. И почнавме со прво забавна музика, значи цела зима вежбавме. И 2017-та почнавме прво ватрено крштење. 2017. Не, 87. Леле, колку сум подмладен. Ау, како си се подмлади, 87 година Цица почнавме да свириме за 1 мај, тоа се отвараше тогаш сезоните на семинари во Евротел. Струга. Таму почнав. И после дојде 90-та година почнав да соло кариера. На фестивалите тука. Да, прво појавување на фолк хит на годината. И одма награда. И после наредната година 91-а веќе Валандова и одма
Да. Сите награди. Сите Имали награди. песна. Имали Джандар песна, збира. значи тоа мислам дека таа песна ќе остане поим. Антологиска. Антологиска, навистина. 4 награди и од публика, и од жири, и И втора, за најдобар за најдобар дебитант, и за најдобра дебитант. интерпретација и Да, значи, стварно пленеше, тогаш јас памтам кога се појави одамна таа се немаше песна. испеена таква рубато песна. После зајди немаше нешто Нешто така рубато. испеа. Да. И верувам дека не ни можел никој така да ја донесе таа песна, баш погодена за тебе. Погодена веќе по покрој. Да. Епа, Физија знаеш како, скрој. тоа е нешто што ќе остане во македонската музика и мислам дека тие критериуми што ги имало тогаш, еве сега Зуица работи како педагог, па ќе ни каже ги имали се уште. Или сега веќе некои други критериуми се присудни за кариера и градење. Има промени секаде. Да. Во образовниот систем воопшто големи промени има. Така што тие што сме фатиле од оној поинаков систем едно време, која ќе кажеме, можеме да ги согледаме уствари колкави разлики има. Огромно. Сега дека ќе судам јас дали се на подобро или на на полошо, ќе си го задржам мислењето за себе. Не, види, од самиот старт кога се поминувало низ тие филтри како што биле тогаш, Да. биле многу строги критериуми. Да. Со оглед на тоа дека се било во живо, и инструменти, Да, да. и пење, Буквално и се. се. Да, па ако тргнеме уште од првите радио, Да. првото радио како биле пееле во студио. Во студио, да. Така кажува, еве Така да Виолета тука Томовска нема- ни е уште Да. сведок на тоа време. Нема Директно тука ги импровизација. пееле, да. Не може да се Да. направи... Со оркестар. Со оркестарот директно се пеело и тоа Ама и мислам одело како дека програма. дали дека ние така ги сваќаме работите, може по младите генерации не, ама таа енергија што ќе ја пренесеш така, пејќи во живо и Не слушајќи може, ги, да биде не може да биде на иста снимка, да. компјутерски направена. Сега Апсолутно. више да не избориме со вештачка интелигенција Ау, и се И пее. аналогното снимање беше друго, дигиталното Да. веќе се осеќа голема промена. Дури ми е језиво некад кој ќе помислам каде се случи, каде да. одат работиве. Да. Со вештачка интелигенција се прави песна комплетно. Со се музика, Песна, со се пењето, па све. еве сега какви алатки има. А какви тоа и мене ме плаши. Нели? Какви дури ќе има. Ќе има. Какви дури ќе има. Што све ќе го замени човечкиот фактор. Ама тешка тема е таа. Ајде да заоѓаме, да не заоѓаме таму, да. Да се Само вратиме. човекот сепак не може никој да замени. Не може ни еден робот, ни еден Чувствата кои компјутер. што тука Е, па само тоа е уште, емоцијата. Да, емоцијата, да. Луѓето кои Емоцијата, функционираат на емоција, на таа Душевноста, фреквенција, така. духовноста, Тоа не- па веројатно и за тоа гледам дека доста од младината се враќа кон оној духовен живот, Да. пост, Да, значи да. сега навистина многу почесто и Многу луѓе повеќе Да. постат отколку порано. Баш од тој фактор каде што се губи духовноста и емоцијата и луѓето тоа го чувствуваат дека не е добро, нели? Недостасува онаа размена Така. човечка на енергија. На времето, сега ќе зборуваме малку се враќаме нешто назад за да дојдеме до ова, ама паметам вие во една емисија ве памтам како денес у Србија гостувавте двајцата. По кој повод беше тоа? Тоа беше на Пинк, уште на додека Пинк. Пинк беше во едно помало студио во Земун. На почетокот, во Таму земја. Да. кај што јас пораснав практично средношколските Ја неколку денови кај пати што сум ги бил уште Да. на почетокот. поминав, да, ама тогаш еднаш Тоа еднаш бевме бевте заедно. Ја таа сцена ја памтам. Мислам, Да. баш ми текна моментот. Нели? Имавте соработка некоја таму? Па да, тогаш вика како и беше? доста македонски пејачи порано. Да. Претежно мене почепати ме вика. Да. Па имав јас и предходна година имав и понуда да ги снимам сите македонски песни. Мислам овие што се Да. по легендарни бе. Да. Во радио телевизија Србија. Србија? РТС. Со Сопрониевич и неговиот оркестар, меѓутоа не сакав да се замарам нешто многу, пошто сепак што ми е Беше во август. и во Кога август. беше многу топло. Ќе одам јас во август во Белград, мислам.
Април, да. Април у Белград. Април у Белграду е друга беше прича. Да. Да, октомври, така нешто, окей. Тие во август запнале, не идат во обзир, викам, каков август е од покрај Мало. езеро. Лесно ти е тебе која можеш да бираш. Од Абе, покрај некој езеро. моли да отиде. Од покрај езеро не иде во обзир да се тргна. Да. Ти Да, си ние хедонист. Си знаеш да си уживаш во животот. Па, Гледам вака по социјалниве мрежи, тоа само на социјални мрежи. Не е само на социјални Или? мрежи, не. Кажи за не, ајде. ние си правиме стално. Ги измиња. Интересно. Готви дома? Да, готви бе. Да? Готви. Ево, И тоа многу е сношти, успешен. например, кај Аха. комшијата, кај Ѓоле бев, не? Предходно бев кај пријателите мои од Екоцирко. Па купив на кола вчера. Со среќа, со похвалиме. среќа. Ако убаво, значи повод сте имале Повод, да да. се залие. Добро. Не, Па и повод беше- беше 6 годишнината на Автобарон. На Автобарон. А, Ова плюс. Ај, да, ова беше екстра. 6 годишнината на Джидже. Да, внука ми вчера беше роден. Роден ден. Да, И таму ја срце. однесовме Нека живее поклончина, здрава. се испорадваа добро. И за малиот и за неа, така да пријатно беше убаво. Баш убаво. Значи, кога те гледам како готвиш, имам впечаток дека тоа ептен го правиш гурмански, со кејф. Да, повеќе И сега си викам- сакам да готвам него да јадам. Стварно? Не, вистина. Не Не, личи така. Не сум јадам. Не, вистина е така. Никога не сум се преја во живот. Да, Вистина е малце, така. Пробува, ама сака од се да има по нешто. И да е направено совршено. Да. На Зуица се гледа дека Помогна. не јаде многу. Аха. Аха. Многу повеќе јади тоа не. Па среќа да е. Значи, Сега дури веќе почнав и да припазувам малку, нели влегуваме во години кога има промени не е така, хормонски. да, хормонска промена. Меѓутоа, порано, јас мислам дека 3 пати повеќе јадев од него. Така. Меѓутоа, метаболизамот е поинаков Да. кога си помлад малку. А инаку тој сака да има од се, да е убаво направено, сака да си готви. Често Салати. влегува во кујна, ама после тоа мене ми е многу тешко. Ето, предпоставував дека обично мажите што сакаат да готват, позади нив оставаат хаос. После Сите треба да се тенџериња. Ама да се исчисти. Не треба Само- да исчистам. Само да се исчисти. Него треба да се Са исчисти. до перката, така. Не е така лесно да се Не е доперка така. тоа дека Слушај. стигне, остави тоа. Знаеш како, сега некој да има од тие нели рилси, клипови што ги гледаме по Facebook и сега напишано па што ти е тешко демек не переш ти, пере машината. Машината, да. Па добро вика, кажи и нека ти ги испере. Лиштата вика на машината. Да. Додека Пере ги ставиш, машината, па не поготово пере садовите, машината. додека ги средиш сите па да ги Секако. ставиш, не е така Тоа е едноставно. само можда пола процес. Извини, вака со Скрати. женивот. Абе, женски. Го подбравме сега со околу Е, па готвењава. сега, Колку е мече ме изнасме бубњара што беше на група Кода. И одевме често на риболов заедно. Се враќам, вика, дома, на кај 30 бајле, како стално после свадби, утепани. Уморни. И сака фудбал да зирнам, што има тоа, жена ми некој серии таму шпански, вика, гледаше. Деве вече сега ли ми сменаме, вика, цел ден перам и мече и се. Како што знаеш, шо переш, а? Машината, переш, вика, се премачи, ти переш, а тој Па не е бубњар... така. А ви имаше една Жива книга, вода. мажите од Марс, жените од Венера. Значи не се разбираме на некои теми, тоа е. Да, тоа е, баш Они така. си имаат друга перцепција, мислат дека е тоа така. Дугмето, стегни дугме, джак на леđa. Да. Вистина така е се што. не е така. На раце да периш да те ида. Е, добро, Тоа тие на времења раце биле е више. поминало, тоа го памти твојата Па мајка и го немало раскажува вода, кога па, биле тоа. 12 души во куќа, вода да а помниш па. переле Е, на за раце. тие жени урдан. Да. Стварно, како успевале тоа све да го постигнуваат. Па само тоа работеле, не оделе. Како да не работела во Добро, мајка школа? ми работеше. Да. Имаше една многу убава песна исто напишана од мајка ти за сестра За ти, сестра така? ми, да. Таа знам мајка ми ја обожаваше, Стани, па сум ја стани. запамтила. Стално плачеше кој ќе ја чуе песна. Вистина е. Да, Стани, затоа стани, што е сестро мила. вистинска. Да. Приказно. Вистината приказна. Да? Зошто на основа на што е направено? Па Ме сестра ми интересира. се разболе, и ден денеска е болно.
Меѓутоа и се спречи болеста. Беше еден руски доктор со биоенергија и поможи, и еден мој пријател со акупунктура и поможи многу. Доктор Мишо, што е на Катлановска бања, директорот. Тој поможи многу и иначе се стеснува пршлените. И можеше да дојде до смрт. Значи, али Ризично. сега има проблеми, меѓутоа Фала му пак на окей, Господ, да. добре. Затоа гледаш, толку емоција има од таа песна, јас знам, Да. ставно ја памтам, кој ќе ја слушнеше, плачеше, викам. Да, носи тие крагни, мора да ги носи за некој пат и откажуваат раце на нозе и така. Меѓутоа битно жива. Тоа е најважно и веројатно штом има некаков лек ќе се контролира сето Да, тоа. Да, се контролира се. Зуица, ти во периодот на тие помладите години, нели кога дојде во Скопје, дојде од Штип, беше во Београд, учеше Да. така, па се дојде од Скопје, доста промени на средините и све тоа. Како го исхенула се тоа? Како се адаптираше на сите околности? Па И таа ваша голема љубов се роди. Абе, како? Никој не можеше да ме разубеди дека Белград е далеку. Не ми беше ништо далеку. Одев прво и со воз, влечкав хармоники, торби. Потоа Струмица експрес постоеше директна линија, па некако малку се спасив. И сега Белград е преубав. До ден денеска знаеме, еве вака да си отидеме на викенд. си одиме Да, викенд. ми бара душата едноставно да го видам, да го прошетам, да го помирисам, што викаат. Да, баш да го има некоја помирисам, енергија има посебна. таква една енергија тој град. И сега кога се вратив у Скопје, немаше таму хармоника факултет, па немаше логика да останам и да ги трошам, нели, моите. Се вратив во Скопје на теоретскиот оддел, па потоа ни отворија инструментален хармоника. И ние, јас, Зорица и Ненад, сме тројката која што е првата генерација. Значи, Воопшто, уште една жена. да, Зорица Каракутовска. И првата генерација на дипломирани хармоникаши. Сакам да кажем, тогаш нека не ми простат скопјани, значи после Белград, леле, викам, зошто дојдов, кај дојдов, зошто, как? Добро, факт е, Белград многу е има- различен, многу е различен, нема да кажем како јас го доживеав до толку веќе. И на тогаш татко ми ајде па врати се во Штип, почни да работиш, А тек во бидејќи Штип? да, врати се во Штип. Јас си го сакам до ден денеска Штип. И ама се случи тука нешто. Се случи еден човек тука и немаше враќање во Штип Нема. тука повеќе. Тоа беше љубов. Да. И е. И е. И е. Да бе, како па ја кажав во Ма минато немој време, сега, девој. ем сме Сега више заедно брат и дека. сестра. Сме заедно дека Да. Па нормално. Да, ама да обично така се вика. Да. Шо љубов беше. Да, зашто, знаеш, толку беше така и медиумски експонирано и знам. Како ние како се криеме сега? Бога ме, едно време беше. Едно време беше. Добро, сега тоа се случува во животот. Па се случува, Боже мој, сега љубовта не прашува некогаш. Баш така. Ние сме пример за тоа. Вие дека сте пример љубовта за не тоа, прашува да. И не познава разлики, не. Да. Во секој случај, она што е најбитно од се едно големо семејство со 4 деца, што сигурно е едно богатство, Па како? огромно. И Сега две- внучињата И плюс. две внучиња. Знам каков дедо сега и прво, после татко. Ги чуваш? Дедомир. 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 Дечињата се толку сега, како да кажам, многу сладки, многу... И од секој пат сум сакал мали дечиња. Да. И тие Ти си децолюбец воопшто. Го осеќаат децата тоа. И нема, малишанот има 3 години кој ќе ме види, значи од почеток и парао гушкајле и ме држи. Нема, дедо. И ќе ми покажи играчки сега, па ја ќе му однесам некоја нова играчка. И така. Сега си му е интересно, нон-стоп. сега учи. Сега некоја вовче му земав, па
Вчера, па за Джиджа па нешто друго иземавме така да. Да се анимираат. Да се анимираат деца. Деца во тој Интересно. период најинтересно им се играчките Па се ништо. ќе почне и на школа од наесен. О, браво, леле помина. Пароваче. Анастасија Сега- што прави сега во моментов? Што работи со Ништо, музика, на не се работа бави? си е, на работа си е во опера и тоа. Да. А, во опера е. Малку Да, повеќе сега си внимание се на во нов дом. дечињата. Да, Така да станот го продадаа Ѓорче супер. и сега си живеат, тоа беше барака, ја срушија и си направија цел спрат горе, за брат му си има дел, стан фактички и за мајка му и за татка му. Фамилиарна Доле, куќа. да, фамилиарна куќа, голема. Супер. И многу добро им испадна. Да, 3 кирки и И еден син. Стефан. Стефан многу симпатичен дечко, многу харизматичен е стварно. Многу добро пее, што е многу битно. И сега ева почна веќе втора година. Собрал све и од мама и од тато. Да. Тоа е таква една чудна мешавина. Па голфот се го земавме вчера за него фактички. Само да Ајде, со зострати среќа. сега за него. Како сега за него? Не Само може да за него. положите. Ага, гледаш татко му онма да биде Да, дечко бе, фраер да машкуданци, биде. ама затоа и јас Тоа керка ми не ја давам. Немој Е, така ти му е. Уште 7-8 месеци ќе полага. Па колку има он сега? Нема уште 18 нема? 18, дури 17. наредната година. Е па во Тие се јануари. ден за ден, 27 Да. е Стефан, јануари 28 е Македонка Македонка, родена, да. Ама Стефан е така. Колку се едно разлика? Интересно дете. 6 години. 6 години? Шест И еден ден. Да, Не, без еден ден. Без. Без еден ден, да. Него и го донесов на доне за роден ден дома. Така се договарав со докторот да ме кога ме породи. Ако ме пуштиш утре ќе раѓам, ако не раѓам, демек. За роден денов да сум Да. си дома. Роден ден викам на керка ми е утре, како викам ти? Ќе раѓам, не раѓам. Кој е најталентиран за музика? Од сите деца. Сите се талентирани? Сите се талентирани. Да? Да. Дури и Сања која што е физиотерапевт, Мгм. во суштина и си работи во промедика. Али одлично и тај. Ма и она има своји снимки и ми беше гостинка во Зајди на Да? времето кога ја водев и така, убаво пее и таа многу само повеќе се срами така и повеќе се чувствуваше срам. Добро, нема секој желба и потреба да ја биде на Да. јавна сцена, нели? Без разлика колку има талент да, или си не. сакаше медицина. Ако тоа си ја привлекува повеќе, Да. како е во едно музичко семејство? Значи, вие сте сите дома кои ќе се собирате, весело е? Си пуштаме музика, така да. Да, повеќе слушам. Стварно? Нема да Сега пееш истото од го пеење, спомнав. ние Века, кој пее најмногу од сите вас? Викам, мама Анастасија. Да? Вистина е така. Вистина е така. Мама Анастасија прва ќе почне да пее. Ние сите други, кој изморен, кој не знам што, кој не му се пее, ама таа иницијалната каписла ќе ја даде. И После почна. можеме да се придружиме сите. Обично, нели се Меѓутоа- очекува кога си пејач, дека кога ќе седнете на некоја поголема маса, каде што е некоја слава или нешто што се случува, очекуваат одма да запееш. Да, така е. Не, Не, како не е така, така е. Ретко. Така е. Така се очекува Повеќе и Се се очекува. И онако ги игнорираш, добро. Блутут. Грло ме боли денеска да ви кажам, уште пред да седнам. Пушти си на музика да си слушаш, нема пол. Ама Ова тоа е што се така, бидејќи сме и малтретираш. преоптеретени со настапи, со нели, Напорно. секогаш да си со микрофонот. Сакаме дури и така потивко да, освен ако не ни дојде онака убаво расположение, па да ми се Па се разиграме, случува, и да луша се музика и распееме и се. Многу фестивали, многу награди, многу албуми, многу, значи богата кариера. Дали си наум задоволен од сето она што можеш да го резимираш од денешна перспектива на цел тој твој Секогаш може опус? подобро. Мгм. Меѓутоа, за мои 58 години, од кои 38 на естрада, имам некаде околу 200 авторски песни. Не знам, се сум сигурен колку снимки имам направени, со си чалги, со си што сум имали порано, народни македонски песни Прено снимав. сублимат немаме направено. Немам нешто направено така, околу 500 снимки сигурно. 200 авторски, од кои 5-60 добри хитови.
Да. Така се останати. Многу хитови. Што се пеат веќе нон-стоп ден денеска. Што велевме ние порано, мислам и сега велиме обнародени. Обнародени, да, тоа сакав да кажам. Лазарополе, Лазарополе, жал за Диспина. Жал за Диспина. лично И тие, ова, дури јас мислев дека Лазарополе е Оди, народна звездо. песна. Оди Да. звездо. Таа беше Да. опасен хит, па ова. Сега А мене ми најново се за случи Милица. еднаш да напишат, уште додека го теравме зајди талентот низ Македонија, и Руселе моме убаво. Да. И од оздола напишале народно. Викам Постарена синко, Липчо не Трајковски е народна, таа е една, Да. тој си Ето, има тоа е, автори, да. значи, да. Мислам, интересно е, навистина, ја за Лазарополе мислев дека е народна песна. Да, да. Толку се Да, обнародени, да, и во народните. духот на народните толку е така автентично некако направена, Да. толку Милан реално. Завков и Борче Нечевски, Нечевски, така. да. Утринска коба исто е песна што мислам дека ќе се Песната Е, таа е памети. мојата. Да. Песната со змијата ја барајме. Така е. Мислеле дека Ќе го утринска- кажам и тоа, да. Утринска кобра. Ја Стварно. Да, дај, Да, песната прво тоа со да го змијата, кажам. да. Му ја барале уште радио Рос, беше не Роса, и му ја барале на бициклиски песната од Зујца со змијата. И тој вика, нема Зујца, Ја мислам за- Зујца нема песна со змија. Како нема, вика, а онаа со утринска кобра. Леле. И од тогаш кобрата ја Да. завикавме. И тоа е песна која што исто ги собра исто сите се награди. друга песна, си- Тодор сега ме Трајчевски. И имаше дури и Гран При. Да. Бидејќи ги Мгм. текст, музика, аранжман, прва публика, односно не прва публика, прва жири, втора или трета публика, и не знам уште што не. Да, многу. Да, Многу награди, да, баш и Гран песна При, што останува. Па, се случуваат такви еднаш или ако ти се посреќи повеќе пати, ама Да. Со концертите, знам дека имаше неколку концерти, Па наум. како не, уште ја почнав со концертирање уште 92 во универзална сала, значи има во еден ден 2 концерти. Значи тогаш можеше да се наполни така. да. Можеше, да. Треба да Да. се врати тоа време да работиме на тоа. Да. Таа универзална сала Па и во имав многу Србија концерти. имаат многу концерти. Да, тие си го Сите тераат пијачи. тој филм. И тоа по 70 кусур години. А ние се сведовме на пеење по ресторани. Да. Зошто е? Каде е проблемов стварно? Проблемот е во нашиот народ, тука е проблемот и во продукциите. Проблемот е уствари што нема доволно застапеност и пуштање на Па и не македонската сме ни музика за застапени. да се направат доволно Али хитови. генерално е до народот. Значи, Не, ние Ја мислам дека има нешто имаме до многу народот, пошто безвезен види народ, сега така да- YouTube-от си пробива, нели, до секого и се Да. слушаат песните. Многу Да, тежок народ, меѓутоа- имаме и многу завидлив народ, некако злобен. Никој не ќе да се Значи, заложи да како инвестира. кажа, И сега, све треба да чести се... изузетци мали, 90% не. е катастрофа. Значи, без чувство Народот за ќе го свое. Да, без За национална свест. Значи, дефинитивно. И Све се после, пробува да избалансира. нас не е крив некој. Нема, Никој не е нема. крив, народот е крив, нема што тука. Јас сум дел од Не, јас народот. пак сите ќе речам сме дека дел, да. не. Така е. Сите сме дел од народот. Да. Не, Значи, тоа ние народот сме беше што сме, ние посебно македонци да, сме, да. така? Јасно. Па, Значи, кој не зборуваме тера за, да- за нас. Сите по кафанија да пеат српски песни. Држи си до своето, како ја може да си пеам само моите песни? Ретко е. Молим. Јас си ги пеам исклучиво само моите песни. И ако ми побарат се на Гоце, да речеме Бисер Балкански, че ја знам да отпеам. Наефто може да отпеам Лихни да така. Наши песни. Иначе генерално само македонски се пее. И И пак се слуша тој сите пак проаѓа тие супер. што пеат српски песни, после ми е крив Србина што ќе дојде овде да Па да ние држи се криви, концерт. они Па се се. пунат Така, сали. така е. Сакав да кажам, тоа ми беше поентата, дека се покриени бре маркетиншки и Да. дека бомбардираат со телевизиите, ние немаме Одлично. ни една телевизија која што Има музика, 24 часа пушта македонска музика. Да, да, ние да. немаме Што сакаме? по 2 часа Каде не да- пуштат македонска, не два. Или на македонско радио или било каде, еве, обидете се, имаше едно народно радио, посебно зборувам за народната, македонската Македонска народна музика, да. музика, И имаше тоа, бре. едно радио и тоа згасна. Радио Роса. А, тоа не функционира веќе. Не функционира повеќе. Го продаде. Да. Па,
Па ето. Така што Тоа е. тука треба да го бараме проблемот, јас мислам. Не Немаме само фирми во што- народот. Прво Или да вложува фирми да вложат во народна музика. Е, па тоа. тие од опинци дошле овде, па се покондуриле, јас ќе ги кажам некои бизнисмени што ги знам. И сега тој слушат само джез. И види, од гајда Како да се срамеа досега од се тоа срамат, своето бе, дека да си ги македонското. покажат опинците, тоа е. Иначе, Тоа е некој комплекс, ама комплекси. да, Многу. од друга страна мораш да си го зачуваш традицијата и своето. А што сме Кој ќе ја ние? изгубиме, Како тоа ќе ќе знам. како се идентифицира еден народ? Да. По фолклорот, Преку како? музиката, Фолклорот, фолклорот, културата. Да. Културата го гради. Па ние еве, мислам по телевизиите немаме ни домашна продукција веќе, порано имаше повеќе детски емисии, музички емисии. Македонска телевизија Македонска правеше. телевизија правеше, па и овие приватни ме правеа во еден период. Ништо приватни, Да, само да, турски имаше, серии. Имаше еден шпански Имаше, серии. имаше. Кога Имаше. почнував Тоа ги јас, имаше емисии кај што се промовираа песни. Така, да. Нели? Да, бе, имаше супер звездички, Да. фестивалчиња, поточиња. Нешто се случуваше, Да. колку толку. Сега Имаше веќе и емисии повеќе. да. Сега мислам дека многу малце се Е, вложува во па така се домашната правеа продукција. хитовите, ние се вртиме уште по хитовите Па да. и уште ги реинкарнираме по Старите, старите да. хитови, кои што оставиле трага затоа што тогаш се слушале повеќе. Да. Имало каде, памтам, па едно 3, 4, 5, па бинго ке има, па тука влегува песни, Да, нели, музика. блок музика, па тоа беше престиж Во да све се имаш појавиш многу емисии на имаш. тие емисии да промовираш што ново. Еве јас исто имам 5 нови песни, 5 за 50. Така, Да. освен фолк джубокс и уште 2, 3, па немам каде да ги промовирам. Да. Па тоа е проблемот. Ете го Тука лежи проблемот. проблемот, да. Тоа е проблемот, не е толку ни народот, ни све. Народот ќе тоа што го Што му гледа, сервираш, што тоа му ќе сервираш, прима, да. тоа ќе јадеш, што ќе ти стават овде на масата да сркнеш, тоа ќе Да. голтнеш. Ако е тоа добро спакувано во современ Да, дух, современо. Да. Ако нека е традицијата, еве има добра тенденција и нели да се облечат поинаку тие да. аранжмански да се доближат до младата публика, еве и Македонија во срцете носиме што беше проектот и Да. сето тоа е Па окей. не се забележува дека доста и од помладиве нарачуваат македонски песни. Да, 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 по- има, по- значи, Почува затоа- нешто, да се движи. Да, Ама се враќаат на оние што вели Зуица на времето што се емитувале, што се Така, слушале, порано. тие останале. Овие Да. сега нема каде да се емитуваат, не ни влагаат веќе во ово. Пошто нема Може би овие сега во последно што ги правиме, може би некој пак на YouTube ќе ги открие некогаш, па ќе ја пресними, па ќе заживее таа песна. Е тоа, да. И проблемот друг каде е, јас мислам дека во тоа што не си ги доволно ние како пеачи пласираме своите песни, на пример. Да му Да. кажеш сега на оркестарот, доаѓаш некаде на настап некој, моите песни сите. Сите Да. леле, па немаме време, па кога ќе ги учиме, Учиме, знаеш. да. А порано како беше кога ќе излезе Валандово? Одма Абе одма сите оркестри, сите кафани новите песни. звонеа со новите И песни. така се знаат и џумбушли останале, стариот џумбушли Да. беше вековиште од песна ја направивме. Да. Се тоа па тоа се сведува на тие. За слабо ги пласираме во суштина тие новите песни. Е тоа е проблемот. Едно време Тоша имаше една практика да ги препејува старите песни. Имавте нели Да, па да, и соработка и Марика мајка думаше. на Марика, да. И Имаше Божилак му се викаше тој. Божелак тој албум, да, тоа албум, беше да. некоја прва иницијатива така да се направи нешто. И мислам дека добра идеја Па, беше во сигурно. тоа време. Имавте и соработки, мислам Па, дека. како? Бевте во иста продукција едно време. Имали песна, ја пеевме Да, заедно. заедно. Со милионски гледаности. Прегледи, беше. да. Не знам колку милиони имаше, тоа беше страшно беше. Баш. Тоа беше Ама тандем. и тоа што го имав не знаевме да го сочуваме, како се вика. И такви слави имаме и убаво го опиша онај. И само во Македонија се дешава славеиве да ги бркат со камења. Да, во песната што има стихот. И на славе и камен Камен фрла фрла некој. Фрла да. некој. Имаше и Има и такви. такви.
И понастално ситуација. се фрла со камења, иако им помагаме и на сито и на рогато. И за цркви, и за хуманитарци. Тоа не се зборува, тоа секој помага како што уме и како што никој може. не сум кажал ни јавно. Да. Меѓутоа се осети таа завидливост народна за време на короната најпоќе. Ми се чини дека си знаситија што немаме тезги. Тоаш беше стварно И од криза тогаш за... реков, никогаш повеќе немаат хуманитарно да пеам. Крај. Аз сум пеел и за бубрези, за трансплантации, за джигери, за срциња, за Па добро, за имаме луѓе, такви да не милиарда пробуваат такви колку настапи. милиарда. Никој пат не сум спомнал во животов. 33 пати имам даровано крв, додека не заболев јас од шеќер. Сега веќе И неисправно сега, технички не може. Не може некој превесел ќе видите. Ќе му се пие вода. И што да кажам, за цркви, за здравје. Не, за- жално е да види се кога пом- ќе чувствуваш дека Али- не е возвратено и сигурно дека има доза на иритација. Сега Многу тежок народ има, што да кажам. Што и да Како го и да направиш се- не е доволно. да, можеби еве сега нели овие нови песни, спотови со ДНК, тоа е некое освежување, да. Каде Тоа е што има пак некое, да речеме, интереси За помладата за генерација. помладата Да. публика, да. А интересно и за нашиве повозрастни генерации. Така некоја мешавина. Интересно е. Да, се- убаво, убаво. секој случај. Наше е да работиме. Па, Да, Да тоа е. твориме, па сега народот ќе си одбере кој ќе си го земе за свое, Така. кој не. Стефан Е. Шобира од музикава сака ли да настапува? Има ли... Па народно Стефане, пее веќе фолклорна музика. Стефане Тоа на и учи. Да? на одделот Фолклор. традицијски пеач играч Браво. водима во Уцилија Николовски Луј. И сега за сега добро котира, па ќе видиме понатака. Јас како добар самокритичен родител, нема да кажам многу пофалби, меѓутоа еве сега ќе имаат на 9 или 8 или 9 април еден концерт кај што ќе пее и тој, ама ќе пее и сестра му. Супер. Значи заедно ќе ја пеат Црна се чума зададе, Даутовски обликувал некој аранжман таму, Аранжман некој. така да еве малце откриваме Супер. да кажеме нешто. Ке има ли за тоа. некоја песна негова што ќе се направи? Мислам, Па, оди од понатака таа сигурно ќе насока. Тој веќе значи имаме една песна и тоа заедничка тројцата. Во тие 5 за 50 што ги направив јас за својот роден ден, што се частев 5 песни. И сакав сите домашни луѓе да ги имаме, бидејќи сите дома пееме и пеам со сите. Имам значи Со мајка му на наум видов. Да. Да. Со мама Анастасија имам една. Ова година беше нејзина дефинитивно. Да. Песка плюс ова, Да, лево да, деска. лево. А јас за Юбилејна. 2 години 60. Чекај сега да довршам да кажам со кој 40. испеав. Чекај сега. Значи И водичка уште таа една тројка. Добро, ќе се послушаш. И Стефан тука пее прво дует со тато, па после дует со мама. И он ја постави таа песна на некаква снимка на Сонја Дојчиневска, која што е автор на трите песни нови кои што ги имам на тој проект. И меѓу другото на Даме од Македонија. Музика и текст се незини, и онака му рече: "Ај, Стефи, пробај да ми ја испееш оваа песна." И он ја постави, ние одевме по него. Браво. Да. Значи ја почувствува тета Сонја и ја постави песната онака како што треба и Супер. по него ја пеев. Така морам да кажам. Да. Ќе би добар вокал, да. Да. Е, па Баш го треба има тоа, она више да. етно во него. Природно Е содржано, чувство. Тоа е природно. реткост. И Е, па са на толку сега само гени да не би да не може. Не може. Баба, Може. дедо. Јас Може, ама- мислев дека рокар ќе би додуше, ама гледаш како почна народно да слуша. Ама циркузи бевме, До, тој до. беше гитарист, тоа Прво беше гитара свиреше си беше класична, по гитарата. Па си се барал? И едно време ја паркира гитарата. Па му И викам, купив нема електрична ништо. гитара, па
му купив бас-гитара. Све пробувавме. Клавирова. На клавир беше претходно, па на гитара и едно време почна да си ја пее Сулејман Седит на кола, додека се тушира и се слушаше тоа вака навечер. Викам, ало. Онака како Роден народњак. Викам, овој пее. И сега малку воздржано. Он малку критичен некако. Да. И сега он си ја пее, си ја верга, си ја века, кам овој ќе оди на етно. Може, вика, може. И вистина отидовме на традицијски Треба да ве наследи. А донеси е и со македонка да си ја спомнам, значи ние имаме препеано Симпатија и на вистина имаше така многу позитивни реакции, емотивни за таа песна. Не спомнав сите? Не спомнав. Добро, и имам две мои песни, исто Сонја ми ја направи таа мојата хармоника. Конечно, засвирев на хармониката и го има и тоа на спот и така. Па супер. Тие се Едно моите за 5 за 50 окружување. и реканска, Сонја пробуваше да ме асимилира таму на тој дел малце. Да, си влечена кај неа. Да, на кај неа, меѓутоа има таа песна друга поента, таа е песна за нашите две голабици, Македонка и Деспинче, кое што ја направија таа гарски продукција и ми ги ме овозможија 5 спота кои што ги има. Супер. Па баш убаво онака кој ќе си го оствариш нештото што си го замислил вакаво и ќе го заокружиш во Нема еден нешто, период од животот. Наум беше скептик, вака, што ќе правиш? Викам по 5 песни. Кога? А тоа веќе Дали си ти најкритичен у фамилијава со најстрога критика? И најпрецизен. Бридж. Да. Бридж. Предпоставувам, Вика, она е кога ти така. ќе снимаш? Вика, септември имавме обврски со тој проект од Македонија и јас сум на 31 октомври родена на Свети Лука, не на на недела на брзина, папу. не бе, на месец дена имав. Како не Месец дена имав. на недела на брзина. Месец, папа. Ја викам ќе стигнеме и стварно стигнавме. Бевме вака кнап. Како е кога и двајцата Ама работите? 4 жени е така, 2 мајки и 2 керки, бричка. Одма, да, ефективно. Како е кога еден пар вака работи иста професија? Предност е или недостаток е? Зависи кога како. Да. Сакаш да ти кажам како дојдовме? Со витлената коса. Јас со пола навитка на коса, тој седна ту кола надвор. Ајде. Немате чувство за осет. Што да правиме? Значи, треба да излезеш пола сад да стигнеш, да е сигурно. Да, прецизен, Та, значи точен. уште- Ама дали дојдовме на време? Точно. Дојдовме. Абе, два Секунда. да не може јас ќе дојдеш на време. И да не излезеше пред време да не... Добро, сега така, ја дури кажавме не- негативната страна. Дури не ја закачат некој ден да остани без возачка, па да видиш како ќе биде. Ет. Не возам брзо. А не возам. критикува не кога е возам. во прашање музиката на ум? Секогаш. Секогаш. Значи, знае и да пофали, Ето, па таа знае баш да пофали. Знае. За Даме од Македонија, која кажав дека ќе ја пееме, требаше да ја пееме само јас и Стефи. И кога му ја пуштив, вака направи. Бе оваа како... Па одмах Како... како народена. Како народна, како... Добро, како кај од ги има секогаш песни да ги била тук. слушнаме? Ги има на YouTube, YouTube. на Не, ја не Гарски сум канал, слушнала. од на Гарски продукција, ги има и кај мене на мојот канал, YouTube канал. Така да, нека повелат да си одберат од тие 5 која е нивна. Даме од Македонија. Така се Да, вика. Даме од Македонија се вика. Песната и беше изведена на Прилепски. Фестивал, да. Прилеп фест. Што има се од фестивалеве уште функционално? Па старате Прилеп фест. Руса фест има? Роста нешто годинава праe, ама Не многу знам слабо дали гледам. имаше, да. Не знам зашто. Некако као тајно го праe. Како утај. Се јавува да учествуваш, море за месец дена како да ви направам песна. Да. Што само направи нешто прочкарте, не е тоа. Ние за Валандо година дена мислевме за песна. Тоа се златни времења на фолк Да, музиката. да, И затоа беа квалитетни Затоа. песни. Ево ти да направиш песна сега ти текнало за 15 дена ќе направи. Не може. И подека на компјутер, так. Е, Да, па остана, не, не, компјутер, више, затоа се со тоа немојте компјутерски тоа. песни. Да. Без душа. Ние со Сега- Софист година дена имали песна јас.
спремав, ние ја правевме. Значи, Сега слушам нешто баш на радио беше дека се побуниле за авторските права со таа вештачка интелигенција. Некоја група ми ја спомна Ени Ленокс во тој Да? во преработките веројатно Сигурно. се користи таа вештачка Вештачка, интелигенција да. за да се Застрашувачки добијат беше. вокалите застрашувачки е. Докаде ќе стигнеме не знам. Да. Не може да ме стигне мене. Скромноста знаеш, му е и да појака знаеш. страна. Да, скромноста му е појака страна, Што знаем. е. Така, не може таа е, фреквенција, е, тоа што е молим те. така си, признаваме сите. За 2 години ќе пробам 60-40 да си најавам концерт. Ајде, тоа го чекав. Планирам да бидам во Борис Трајковски. Леле, само што сакав да го прашам, дали Кога планира таму? Кога таму? концерт Пошто во Борис немаме Трајковски? Универзална нема да ја завршат универзална до нема тогаш. да завршат. Метрополис го нема. Отиде, да. Сега Истгейт. И Јане останува Сандански и Борис. Борис Трајковски, тие се за Последниот. концерт. Јане беше? ми е така по невитам. А Борис е на побава место, паркинг и Да. така побава. Па ќе видиме. Ајде се среќа, ја мислам дека тоа треба да без... Ма тоа треба почесто Сега бре, еднаш почнуваме. во годината барем. Тоа ќе биде еднаш и Ќе се готово, памти. толку. До смрт и после нема концерт. Не, немој така, па дај на некоја временска Што не ќе правам период. концерти кога овие Србиве се направа и 75 турне. години направил концерт. Кој ќе те гледа на 75 години? Пред Не е тоа природно. недела дена исто гостував во една емисија и помлад колега бе Владко, ајде вика да се освестат Толку сите, ќе се биде. охрабрил да направи и тој нели концерт. И тоа е за почит. И дај Боже, што повеќе од нас колегите да се охрабруваат, да се тргне нели со концерти, Апсолутно. наместо со тие наши гостувања по ресторани. По ресторани, да. Да, Па ја рестораните па веќе ги- така е. грубо речено ги И имам порано- баталено. Не сум повеќе заинтересиран да чат пат по некој можете. Ама сакаат Иначе луѓето нешто. да слушнат каде? Само на Сакат, YouTube ли? На YouTube. Концерти. Концерти, да. Концерти. А и добро е YouTube. сега да се направи таква пауза за пред концертот, Секако, да да. се Е, Да. акумулира Не знам дали го жилбата. паметиш ти муабетот на Лилја кога се зафати да ја води твојата кариера. Да, Да. 2 години тој седеше дома. Не смееше да настапи никаде. нема настапување никаде. Баш да се Додека го направи спрема фама. албумот, сите тие работи, Тоа така да е, се да. направи фама, значи она ги знаеше тие работи, како знаеше е. да работи. Тоа се- И Таа беше имаше еден динамот. муабет, Да. вака, дека не можеш да будеш да бидеш звезда. Извонредно паметна жена. Да, Тоа не можеш да нешто бидеш знам. звезда ако може да те мези во ресторан. Се Така е. разбираме? Да, да, апсолутно. И баш Не така. може да бидеш звезда и во кафана беш. Тоа е. Не може. Не Достапен си немогуче. таму на секого Да. и Така е. која ќе биде жилбата да се појави на концерт. На концерт, точно. Точно. А мислам дека за Наум и за Зуица дефинитивно концерт е нешто што ќе звучи како што Да, да. треба да звучи. Поготово во Борис, кој ќе Да. ја направам И сцената и со многу додатоци ќе ја направам. Значи тоа ќе биде за памтење вистина. баш сакам и баш ме радува. Овој факт, реално. Еве, јас Убава најава, слушам ексклузивна и мене и мене ме Ексклузивна радува, баш да. најава, да си Затоа што најрадосен. да, реално па не знам дали не сум слушнала. Не сум. Сега ја баш само што сакав да го прашам и го кажува истото. Зашто реално и е потребно сето тоа. Со колегите вака со нели вашите од музичкава сцена, со кого се највеќе се дружите, со кого знаете да си направите така, да споделите искуство, да се Со надополните. Андрејчо Со сме многу Андрејчо. блиски, со Панчо Андрејчо, Денка. Да. Со се последниот пат со Дамјанчо дојдовме дома. Да, со Да, бе. Дамјан Стојановски. Стојановски, со Војо бевме многу пријатели. Така Се навративме на едни Спасен времиња Силјановски убави. сме другарчиња, така и тој е забавен многу. Да. Од постарата Знаеме. екипа, Од постарата Од екипа, и го постарата спомнав сите. Коки Коцев, Dream Team. Така, Коки, тие ни се покојни нашите Зоки. пријатели. Па со Гоце Николовски бевме покојни, доста блиски. Одевме на риболов заедно и така. Знаевме да се дружиме. имаш ли време уште за такви активности? Како не се Како сега не си бевме наја, на сега недела. беше.
Сега бевме со Даме од академци, професор Даме, бубњар. Носиш ли Заедно. риба дома или само на риболов? Носам како не. Браво. Не знам, ја риба не видов дом. Како не Од видам. последниот пат. И тоа исчистени, готови. Во рибарница не ги чисти. Многу бојници фативме и ја таа риба не ја сакам, пошто има многу коски. И му викам на Даме, ова мафта си од таму, јас си земав караши, неколку убави имавме. И Кај се карасите? па тука се во малечкото фрижидерче. И клен еден убав, таманца. бабачко. Има ли такви, да, некои капитални? Кленови, да, им сум фаќал кленови по 3 кила, 3,5 кила, така горе. Браво, И значи... на козјак. Камо окото ви беше. на уста, Кој баба. има врзале раците, а? Како врзале раците, вика леле на уста. Да, на Не уста може да вика покаже. риба. Да се попали рибарот, нели? Во големина не може да се пофали, ама беше на на уста. уста. Добро, јас со око мислам да покажам, не е битно. Окото вика волкаво И и око, беше. Ама нели се зголемуваат рибарите сега? Да, кој да. се Затоа кава? ги врзале раците, Тоа ај е сега. класика. Покажи колкава беше рибата. А бе окото вика волкаво и беше. Ама релаксирачки спорт, нели? Многу убав. И јас сакам природа воопшто и користам секој момент да му е дувна во Скопје. Во Струга куќата ја Струга си имаме, Да. да. И си одиме цело лето сме таму. И цело Како супер. И Не цело зима, еден туку месец цел година. распуст, да. Цел распуст. Тоа ми е мене зимото распустот. Какво е Струга зимно време? Мирно, убаво. Да, за Прекрасна, релаксирање. друг Си одиме, имаме шарм има ресторанче кога е Ривиера, зим. пријател му ја држи, баш е на езеро и зимско време кој ќе имала лебеди тука. Стакленјаци убаво е. Убаво. Ти седниме на кафе, на чорба. Уживанци. Ќе ни дојдат гости и на ручек, си имам си тука, све ние. Многу убаво. Знаеш Струга е стварно зашто убаво. ние тогаш најубаво затоа што не сме на работа. Јас не И сум на работа. опуштени сме наставно. Е тоа е кога ќе се стаеш на кој ќе отидеш некаде и знаеш дека нигде не брзаш и ништо не те чека, дека си дојден за одмор, тоа е супер. Да. Плюс кога тоа место те пуцаќа на млади денови, на Па тука сме живот. одрастени. Да. Па јас тоа чувство го имам, еве сега бев викендот во Штип за прочка. Нели? Да. Покрај дримот ја. Ти покрај дримот, ја покрај отиња. Од двете Брегалница е различни страни така. Брегалница не ми е успат, ама покрај отиња кој ќе Па се добро, не ти е рашетам. далеко од брегалница што? Тука има липи, циркузи Кој беше живее тоа. во Штип сега, братот? Имаш брат така? Хелф, брат ми Во Словенија се се живе. од да, тој замина во Словенија, чека да ја повлечи фамилијата, ама сега за сега внукот и снаа ми се таму, па си бев кај нив, кај мојот стрико кој што ми е жив и здрав. За прочката. И стрина за прочка. И прошетав, ама циркузи беше песната Мојата хармоника. Беше Тие прво се за шетае, Скопје. Јас заработував и така. Ај, па добро, некој мора и да работи. О, да. Па така, Жртва, де така. жртва. Некој мора да рамба. И Сонја имаше напишано прво липите кога цутат, деме Скопје, лето во Скопје повторно, липите цутат опојно. Алергија. Дај, И може викам, да тргнеме. И алергија. Сонја, чекај малце, викам, а веќе ја направивме дека тоа ќе биде за мојата хармоника, имаше сосема еден нов текст, друг, и викам, чекај сега, ако ставаш хармоника, липите цутат и во Штип. И он вика, кај липи у Штип? Ма има липи у Штип, како не? Колку има? Па баш покрај отиња, затоа се потсетив. Да, на тие. На времињата кога ги мирисав липите во Штип. Штип. Што е А она што сега ми се највише ти убави и кога ги недостасува? мирисам во Скопје, сепак да Да? си речеме, да. Ама она што го кажува на Алергија. сепак кога го леле без Леле, ја тоа алергијата. Ма отру со алергијата. Ама да гледа, се искажам. кога Само страна си чувај. гледа. Ја, например, исто со алергијата имам проблем. Ама имам и јас со Кога има алергијата. Па поред- сега на боровиве сега цута, леле, тоа е ужас. Нема некој, ја мислам кој што Мислам стварно. Болест со на алергија. 20 Во комбинација со 21 век. смогов. Ужас. Е, Скопје за тоа не е добро. Абе 3 дена бев на Тиквешко, како таму одман еднаш не ми се запна носот. Ето. Тоа е, да. Недостасува Чисто. чистиот Да бе, воздух. во најново тоа ме потресе онака дека алергична на На све. на нечистиот воздух надвор.
Како Страшно. тоа, што, Да. како тоа И функционира? тоа како се зголемуваат, ако станеш на едно алергичен, после почуваш ново и ново и Да, ново. да, катастрофа. И многу е лошо загадувањето тука, што стварно више луѓето го чувствуваат многу. А пренаселеност, а толку убави градови имат, мислам, жално е Сите што све е сакаат Скопје сконцентрирано у да Скопје. Да. Да. Жално да. е. А ние кога одиме во Струга за лето, па си доаѓаат нели повратниците, па е раздвижено, убаво се. Да, летно Меѓутоа, време сигурно па езерото, Да, плажа, се. бидејќи малку уживанци. подолго за зима остануваме и го фаќаме и оној период кога околу Нова година нели ќе си отидат повратниците пак назад ќе се вратат. Тоа е како да кажам, како зона сумрака. Е жално. Жално Научиш да е. излезеш Преубав Град без град. луѓе. Жив човек, Да, е. ама преубав град. Да. Но да ако си одиме, кој ќе влезам во пензија. Е, да. Па, Штрафта. Не, убаво би било да се вратат луѓето реално и по тие градови, затоа што прво Македонија е мала, све ни е Аз близко. кој спакувал еднаш куфери. Се Не стори. се враќа веќе, а? Да. Тешка работа. Е, тоа е жално, а толку убави места се тие, каде што... Лјупчо Попе, да рече, од Штип. во Охрид роден се. Умира за пусти Охрид, ама животот му Се е. одселил во Австралија и Австралија, веќе девојчињата, внуците, Да. внуците си го влечат сега. Е, готово више семејството Готово. па е цело тама, нема кога ќе шанс. пуштиш стори. таков тип на корени веќе таму после тешко А па се таа враќаш. Австралија толку ми е леле далеку. Далеку е. Тоа Далеку, значи кој ќе далеку. отидеш таму готово с Богом со Далеку. Македонија. 70 пати сум ја преминал таа екваторска жица, така да. Да, Знам 70 како. пати. Па Имате вака 35 пати, натака и 30 Навака. навака. 70 пати. оваа година имате такви патувања тук? Не. Не? Веќе не сум ни заинтересиран за Австралија, премногу ми е далеку, Напорно ти е. напорно и не ни имам амбиции да одам паќе Австралија. Да. Како бе немаш амбиции да Боже, одиш сачувам. Австралија, таман работа. Ке те убеди, ај. Ај сега добро така. За ни една пара паќе не. Еја. Ако го прекршиш зборов, ке те Ето, подсетам. Еј, ќе дојдеме да ја најавиме турнејата. Ај Да. викни не. Нека си оди кој сака. Ќе видиш дека ќе има уште Само одење. до Европа негде. Аха. Ја Подалеку мислам не. ке те убеди Зуица. Како Аме- ти? Како не? Америка и Сега Австралија посебно почне. како што едни наши блиски луѓе ќе се одселат за брзо таму и нема да отидеме. Како не ќе отидеме Каде? па бе? и тоа. Австралија? Па како? Кој ќе се оцели? Мислиш на... Па да, да. Не бе, ја нема да почне. Добро, ова сега и ја прв пат го слушам. Имаш чест премиерно да го најави Да. кај тебе во подкастот. Ете така. Ама кој ќе се Маја. предомисли, пак Ама ќе ако го се да го и пак викнам. премиерно ќе ја најавиме Јас кој тука. ќе речам, не, кај мене, Како? не, имаш Дали Да, имаш да. тактика Зуица да го предомислиш? Тоа да, ме шанс. интересира. Имаш ли си... Абе, мажот тактика, е знаеш како? главата, така? Ама жената вратот. Не, тактиката, знаеш која е? Само да појдам Австралија, паќе никој па да не се врата. Не, сега до толку не. Јахтичка, клап, капетан лаге Ама си знаеш да си уживаш? и за риболов таму. Ама нема ќе те влече па тука Коза децата. така, ова, тоа. капетан Ладје, не ти ондека езероно. Шио, Струга? Шубо е. Ша бараш, Морски море. риболов, си е морски риболов, сега не е исто. А, има и тоа разлика. Абе. Зошто? Огромна разлика. Да, По-адреналински е Во по... океан никој пат не знаеш што ќе ловиш. Тоа е интересната работа. Да. Зашто има многу живот. А во Охридска... Ама веројатно има и други тактики и друг тип на опрема и све тоа. Се е различно, да. Да. Потешки опреми. Ме не се разбирам многу од рибарство, ама знам татко ми беше така ептен по рибарството, трски, мрски тие работи. И имам И се. обавезно. Ја не се разбирам. Да. Буркачки опреми, сваштари, све. Ама еден ручек убав правиме до 2. Фаќаме бранцини, Е, па тоа Има, е има. Убави, убави. много шуба, Парченца. морска риба, уа. дива рибче. Да, бе, убајно. Тоа е, хубаво. па кеф е стварно. Мислам, тоа не може Еднаш и секогаш. оклопот фатив. Е, да. А знаеш Да. да го спремиш? Како не? Па нели тоа има посебна тактика? Тоа како се... И донесав дома, Тоа на јадица не Да, се да. фаќа ти октопод. текнуват од Паг. Да. Бев на нуркање во Паг со еден пријател нуркаче таму. Во Лун, тоа е најсеверното место, мало градче, село. И се џбурнавме во море. 8 октоподи ловивме. И
дел си ги направивме и по еден за мене, за Нино и за Сале. Три си ги донесавме за дома да си испремаме. Тазе, тогаш Па фатете. тоа баш убава. Ама октопод се фаќа другачие, не знам како тоа. Со шипка. Со шипка. Да. Меѓу чело. Боц. Боц, леле, чути тамо, ајде, ќе не караат. Ама добро се. Нема анимал Ја да- да видиш. Да. Јас со подаруциве. Ова е од Медобил, колаген. Ово е говедски колаген за коски, зглобови, мускули. О, браво. И да. Ова е Почитувате специјално за мама. Да. Ова е на наум ќе му го дадам. За мама дека некој друг нема веќе 50 години. Ама мене Колаген е искрено, многу. И ни е потребен Па јас више си и на нас. купував германски колаген, и нели мајка ми имаше Да. со колку од проблем, па го Ова смена. е навистина добар Ова е колаген. добра работа. Да, и Медобил има традиција во правење на тоа и доста ефикасен е. А Одлично. на Тела Beauty Матриксот е исто колаген, ама ово е за убавина, рибен колаген е овој. Ово е за коса, ногти, кожа. Има женски доста кај вас, така да еве повели, најде. чекај сега тука е. Благодариме. Ова е исто сега пред лето ние сите се освестуваме жениве дека треба тука кожа, можа Да, нели? антицелулитно криотермогел. Браво. И ова си нанесуваш, поготово ако имаш некоја активност пешачење 30 на минути 40, Ето. убаво е претходно да го нанесеш и од двата гела. Има и хеланчиња, можеш да си облечеш, знаеш, за оние за Супер. топленje То малце, се за да има нанесува со- подобар ефект. Со Повели. шпакла онака за глетовање. Кога сме кај Медобил, има и за Зуица подарок. Еве имаме тука еден шауер гел и антицелулитен, да. Нели ова? Таман сега пред летото. Антицелулитно масло, Ми се најде, ве да. спремив, значи, како да ти кажам. Овој шауер гел исто е со Q10, органски се производите и многу добри Тоа е за кожата, најбитно. имаат заштитно. Да. Дејство. Медобил е одамна, ми се чини. Одамна, фирма да. која Јас сум е по одамна. по биологијата. Уште Ги има во градски трговски центар, имаат дуќан каде што ги има сите производи изложени, повели. И од Contimpex Cosmetics имаме Лакоста парфинчиња со О. преубавени се сирчиња, тука сега ќе видиш фала. повели Зуица. Благодариме. Еве го. Омилен ми е На Лакоста. наум. Ова е машкото, да не ви ги помешав. Што е усаво не се серче. Да. Фала многу. Еве, повелете, ова е мало внимание за вашето одвоено време. Баш не. Ми беше задоволство што се видовме вака под рефлекториве, а верувам дека ќе имаме да и на можност нели да си позборуваме и приватно, да се видиме и да споделиме Апсолутно. се она што ќе се случува на план на музика, на план животен план и се она што е за вас успех, ќе се надевам дека ќе ви се множат успеси. Равенката веќе ја имате затоа што врвот сте го достигнале, е она што Што е најтешко да се што е одржиш најтешко таму е да се некаде. останува таму, да. Ама оној животен успех кога ќе се најде онаа семејна хармонија и вака големо широко семејство, Така е тоа Нема е поскапо. најголемиот успех. И поголем благослов од тоа. Да. Фала ви уште еднаш. Благодарам за можноста Фала да си исто. помуабетиме малку. Да си ги поздраваме нашите пријатели Вегера. Ги има на повеќе локации низ градов и низ Македонија. Мислам дека знаете веќе дека има квалитетна и убава храна. Се уште важи акцијата, доколку нарачате 2 големи пици, доставувачот на Корпа ви носи пица сендвич гратис. Megavin.mk онлайн платформата е секогаш тука за оние кои сакаат да ја пробаат својата среќа. Ве очекува најсочниот Juicy Cash Jackpot, кој е над 8 милиони и 800 денари и не престанува да расте. Дали токму вие ќе да го добиете, влезете сега на megavin.mk и пробајте го вашиот среќен момент.